почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Со денешната пресконференција сакаме да дадеме информација за она што ние како општина го подготвуваме во делот на креирање на буџетот на општината за следната 2016 година. Изминатите неколку недели отпочнавме со интензивни средби со граѓаните од местните и урбаните заедници, кои средби ќе ги продолжиме во следниот период, се со цел заеднички да ги разгледаме проблемите, заеднички да ги утврдиме приоритетите кои што ќе бидат составен дел на буџетот на општината за 2016 година, а ќе бидат наш предизвик како локална самоуправа во делот на нивната реализација. Во оваа прилика не би сакал да должам за она што е веќе во фаза на реализација, би сакал само да дадам информација за неколку проекти кои што ќе бидат составен дел на буџетот на општината за 2016 година, а тоа се проектите во патната инфраструктура, како што е улицата во селото Ињево во должина од километар и 500 метри. Сакам да ја спомнам улицата која што ќе биде пробиена и асфалтирана во третата местна заедница. Сакам да го спомнам локалниот пат Подршка Лугерица во должина од 4,4 километри. Исто така, еве, ќе дадам информација дека 2016 година конечно граѓаните во Војсавци и Лугерица ќе имаат решено прашање во делот на канализационите мрежи и секако 2016 година еве во оваа прилика за прв пат сакам да дадам информација дека конечно ќе отпочнеме со реализација на прочистителната станица која што инвестиција е навистина капитална и изнесува некаде над 6 милиони евра. Во делот на програмите на општината, во делот на буџетот, ќе има и доста други проекти, но еве во оваа прилика не би сакал да должам и да дадам детална информација за она се што ќе биде предвидено како можност за реализација, како составен дел на програмите. Ќе оставиме простор да граѓаните си кажат дополнителни мислења, дополнителни предлози и идеи, а секако сите овие програми ќе бидат предмет на разгледување, на дополнување од страна на советниците, од кои што како и претходно, така еве и оваа година очекувам навистина конструктивен пристап, како што знаеме ние да работиме во општина Радовиш, заеднички да действуваме, заеднички да ги решаваме проблемите на граѓаните на општина Радовиш.